Добро вечер на сите, добро вечер Прилеп, добро вечер соборци со срце на вистинската страна, со љубов кон сопствениот град, со љубов и разум за сопствената држава и со сила и храброст да издржиме до победата, заради Хари и заради Прилеп. Сакам да ви кажам нешто што требаше можеби да остане помеѓу тројца или четворица, а се случи пред неколку недели, кога бевме во Куманово и го усвојувавме Кумановскиот манифест на опозицијата. Можеби некој од вас беа исто таму, случајно се видовме со Хари, ние сите седиме, разговараме, ќе биде бойкот, нема да одиме на избори, доаѓа Хари и почнува да ми збори за проектот кој што треба заедно да го промовираме. Знам Марковите кули. И ми збори, ја го гледам Хари, викам Хари се шегуваш, ме мамиш, што ми правиш? Тој вели вака, јас Прилеп не го оставам на цедило. Јас ќе ја држам енергијата, па ако треба изборите нека се по 4 години. И да ви кажам, со тој гест и со таа реченица, со тезата дека општинската и клубовите ќе работат како утре да ќе бидат изборите, Хари покажа дека од сите нас може би најдобро прогнозира, дека од сите нас може е вистинскиот визионер. И јас мислам дека на Прилеп само тоа и му личи. На 24 март имаме шанса. И цела Македонија, ама еден голем Прилеп. Со еден удар, 2 зла да удриме. Со еден удар, 2 муви да утепаме. Прво, да ја спасиме оваа општина од очајно лошата ВМРО-вска власт. Влегувам во Прилеп и изгледам влезот раскопан. Па му требаали на Маријан 8 години да не удри една дупка на влезот и да го поправи. Влезот на Прилеп денес пред избори реши тоа да го прави. И вакви примери има 1001. Денеска се шетавме низ многу куќи, бевме тука во вашата месна, бевме во Мала каде ДПМН е победувал. Каде е победувал со голема разлика. Немаше куќа каде ни затворија врата. Немаше куќа каде не ги чувме истите зборови. Не е добро. За Прилеп сакаме подобро. Македонија заслужува подобро. И затоа ви велам, ако ДПМН делот е таков, каков ли е делот каде што вистинските прилепчани уште одамна ја донесоа добрата одлука. Меѓутоа, 24 март е важен и заради една друга работа. Хари зборуваше за прилепските проекти. Не ни е доволно, верувајте, не ни е доволно за да ги решиме сите тие проблеми. Само да ја освоиме локалната власт. На 24 март ја бараме вашата доверба и вашиот глас, за да ги отвориме вратите за предвремени парламентарни избори. Ама не било какви. Со победа во Прилеп ви гарантирам предвремени парламентарни избори на кои опозицијата ќе ја згази актуелната власт. Прилеп бил прв, Прилеп мора да биде прв. Пред нецели 3 месеци, кога ни изфрла од Македонското собрание, многумина низ Македонија, ми го поставија прашањето: што сега им текна да ви изфрлаат од собранието? Вие и предходно бревте против нив. Вие и предходно им зборувавте дека нивните политики ја носат Македонија во бездна. И мислам дека треба да употребиме едно правило кое го користат во полицијата. Ако видат некое злосторство, ги бараат парите и го следат нивниот траг, за да си објаснат зошто злочинот е сторен. Така и со 24 декември.
Причината зошто беше опозицијата изфрлена надвор е заради тоа што постави едноставно прашање: каде отидоа парите, луѓе? Каде отидоа парите на македонските граѓани? Им ги зимавте од даноци, им ги зимате од големи сметки, им ги зимате од казни, кои секој ден се поголеми. Прилеп стана првиот град со така речи затворена чаршија. Секој дуќан казна од 1000 евра. Во секој втор гранат казни заради тоа што луѓето борч создавале и во книга ги пишувале. Па луѓето не создаваат долг затоа што имаат пари па си тераат кејфови, туку затоа што немаат. Ги чекаат парите од тутунот, ги чекаат парите од плати или за останати пензии кои не им се исплатени за да можат да ги платат. Почитувани прилепчани, кога го поставивме тоа прашање каде одат парите, мораше да употребат сила, бидејќи веќе нема аргументи. И од тој момент до денес работите стануваат се полоши и полоши. Само за овие 3 месеци, верувајте, само за овие 3 месеци, оваа влада зема нов долг од 1 милиарда и 200 милиони евра. Не можам да го кажам бројот. Не можеме да седнеме да ги испишеме нулите, а тие за само 3 месеци успеаат толку да не задолжат екстра, за да вратат стари борчи, али и за да направат нови. За 1 милиарда и 200 милиони евра. Знаете што би можела Македонија да стане? Калифорнија, Швајцарија, Прилеп би можел да стане Париз. Ама парите не ги гледаме ниту во нашите домови, ниту на нашите улици. Тоа значи дека само за овие 3 месеци секое дете, секое бебе што ќе се роди, Цанко добил трет син, голем да ми расте, и кога се родил, и тој сака градоначалник да стане кохари, па вика 3 сина бил рецептот, се шегувам, извинете, и тој син што му се родил, со нови 500 евра борч се раѓа. Секоја фамилија, просечна во Македонија, заради новиве долгови на Груевски, е со 2000 евра екстра борч. Па каде се парите, дојде? Каде отидоа? Денеска Македонија е држава во која секој трет човек е официјално сиромашен, а секој втор вели вака: ако имам да платам сметки, едва ми стига да се преранам. А ако успеам и да се преранам, на лекар или во аптека нема да одам. Тоа, почитувани граѓани, е Македонија после 7 години ДПМН, Груевски, а Прилеп и Маријан Ристос. Доста е. Парите отидоа во нивни джебови, отидоа во неколку споменици и згради, меѓутоа никако да влезат назад во джебовите на граѓаните. Денеска, поразителен е фактот дека со парите потрошени за 4 лава, во Македонија би можело да се изградат 50 селски водоводи, а во Македонија секое 4-то село е без водовод. Денеска, парите дадени за само 2 од спомениците, со авторски хонорари, со бетони, со сметки, чинат доволно за да се реконструираат и реновираат 254 училишта низ Македонија. Драги прилепчани, ако треба да си го поправите кровот кој прокиснува, ќе отидете ли мотор да си купите? Никој. Ако треба да ги платите сметките за струја, ќе си купите ли скап намештај? Не. Немојте да дозволувате некој со државниот буџет да го прави она што никој од нас не би го направил со семејниот. Затоа редно време е да покажеме кои се вистинските работи. И јас му честитам и на Хари, и на СДСМ, и на коалицијата, и на советничката листа, што покажаа каде се вистинските приоритети. Со 2 милиони евра кои ги потрошија во Скопје за една ограда, може да се изградат сите мостови кои попуштија од поплавите. Со тие пари
можат да се отворат или стимулираат 14.000 работни места. Ама Хари зборува за работните места. Кога последен пат сте го чуле Маријан или Никола Груевски да даде отчет зошто во Македонија не го решија проблемот со невработеноста? Зборуваат за фабрики, ама изгледа таму никој не работи. Драги прилепчани, Македонија на ДПМН е Македонија во која вестниците веќе немаат десна страна. Отворете ги денес и ќе видите една страна вести, друга страна реклами. Една страна вести, десна страна реклами. Не можете ни серии, ни вести, ни фудбалски утакмици да гледате од рекламите на власта. Само во првите неколку дена потрошија веќе милион евра на рекламирање. Каде отидоа државните пари? Ете каде отидоа државните пари. И денеска ќе ги гледаме билбордите на ДПМН, ќе ги гледаме автобусите кои ги шетаат низ цела Македонија, ама прилепчени овде ќе бидат. На плоштадот ќе бидат оние кои мораат да отидат за работни места, оние кои одат за 550 денари и сендвич, оние кои ги полнат автобусите за пари. Овде е народот, таму се автобусите. Овде се прилепчани, таму нека им се билбордите. До 24 март мора да завршиме уште една задача. Да ги охрабриме луѓето и да им ја кажеме вистината. Дека никој дента нема да може да дознае како гласале. Дека никој не смее да ги уценува како ќе гласаат. Ако им даваат пари, бидејќи тоа им е навика, нека ги земат. Оти тоа не се на ВМРО парите, тоа се пари на граѓаните кои 10 пати повеќе ги украдоа. Ама на 24 март нека излезат и нека гласаат така како што им вели и срцето и разумот. И јас да ви кажам, ако од оваа страна е срцето, а таму се парите, ако од оваа страна е народот, а таму билбордите, ако од оваа страна е вербата, а таму корупцијата, и ако од оваа страна е Хари, а таму е Маријан, сојузот за иднината ќе